Мои другари се кучкаме нон-стоп. Нема врска ги поддржам дечките. Абе ги поддржам дечките. Нема се боро. Не сакам да спирам. Еди го, пали мотор. Абе, комен ми е пријатно сега, што ти е тео? Најболи другари сме сега. Пали моторот те нема, ајде, пали моторот те нема. Ајде се. Она пидерот мајка ту прича да ме. Лошар ти го најдам кај дај. Пали мотор. Ajde to ušutka more! Kizam! Пали моторот те нема. Не ми се кези маму диеве му пичку диеве. Абе, која е се? Она што мора ги Провоцираш, доаѓаш од толпа и провоцираш. Како те згодиме бе подржувам. Абе, подржувам, скапа. Што не подржуваш? Абе, назад. Зашто да ги ти јас кршам? Ја да ги ти ебам. Зашто така? Зашто така? Скапам ти филм полести. Шарената револуција продолжува да делува. Ова е символичен начин на представување на револтот на блокираните институции во државата. Односно, ова што денеска го гледате дека се случува на улиците во Скопје, е истото тоа се случува и во институциите во Македонија. Сите државни институции моментално се блокирани. Ова е начин на кој што символично сакаме да доловиме што значи блокирана држава. Начинот на изразување на револтот ќе продолжи се до остварување на ултиматумот кој беше поставен во понеделник, односно исполнување на трите цели кои што ги поставија представниците на Сдруженијето Протестирам, односно Шарената револуција. Дали имате некакви прашања? Дали сте размислувале конкретно да ги блокирате, да речеме, медиумите, институциите? Видете, мислиме дека блокирањето на медиумите и покрај тоа што голем дел од медиумите за сега се комплетно узурпирани од страна на државната власт, мислиме дека сепак тоа би го загрозило малку плурализмот во Македонија. И тоа не е начин, за сега се уште не е начин да се делува кон медиумите. Се уште веруваме дека постои мирен начин за решавање на оваа криза, меѓутоа мораме да делуваме со овакви форми за да им доловиме на сите граѓани во државата кои немале шанса да ги слушнат бомбите од лидерот на опозицијата и кои што немале воопшто шанси да осетат што значи притисокот на државните институции. Ова е начинот да го осетат на сопствената кожа. Уште еднаш сакам да се извинам до сите граѓани кои што моментално се наоѓаат затечени во сообраќајот, меѓутоа ова е начинот и символиката на кој што делува Шарената револуција. Други прашања? До 18 месец, што потоа? Потоа мислам дека следуваат големи промени во Република Македонија. Работата дури почнува на 18. Значи револуцијата нема да почне и да застане со денот на заминувањето на Никола Груевски од власт. Ниту ќе замине со исполнување на трите барања кои за сега ги имаме поставено како ултиматум. Во оваа држава треба да се направат многу промени. Генерацијата која сака да ја види новите генерации кои сакаат да живеат во оваа држава не е по овие параметри по кои што сега е поставено. Законите, само што да продолжам. Законите се одлични, мораме да почнеме да ги почитуваме. Значи, се што бараат овие луѓе, ниту се избори, сакам уште еднаш да се обратам само до Никола Груевски и до министерот Поповски кој вчера изјавија дека биле спремни за избори. Не станува збор за избори, станува збор за криминал. Криминал кој е сторен во оваа држава и криминал за кој граѓаните кои што плаќаат даноци и такси сакаат да излезе на виделина и сакаат да видат транспарентен судски процес. Ја мислам дека овие криминалци не може да обстојат. Ќе паднат и тоа што поскоро. Ќе бидеме сведоци на големи апсења, така речено големи, на мали човечиња. Јас само као доктор му се чудам на председателот на државата кој
половина од населението не го признава. Му се чудам на такви одлуки председател на држава во еден месец да носи шаролики одлуки. Па тоа не било никаде, во ниједна држава. Ние сме сигурно за Гинис по овие аболиции. Верувам дека во светот, во овој свет, у 21 век, па и наназад, не се дадени вакви аболиции. Тие сигурно, јако новинари, вас ви предлагам да ги предложите за Угинисова книга. А Хорхе, така наречениот Хорхе Иванов, кој што сигурно не спие и сигурно сонуе нешто, меѓутоа веројатно е притиснат и не може да реагира. Тоа ние медицинарите го знаеме добро. Он ќе експлодира, но да се надеваме и овој народ е на крај крајева гревота, да ни се иселуе младината, да страда повише од 3/4 и повеќе од народот. Па недопустливо во една ваква мала држава. Мислам дека на ова ќе му ставиме крај, ќе му стави овој народ крај, иако ние сме мирољубив народ. Но, јас од почеток сум кажал, ако требе и ќе се тепаме, вака буквално, можда е грубо, но се надевам дека нема да дојде, бидејќи тоа би било судир народ со народ, што е недобро. И верувам дека мудрото раководство на целата опозиција, вклучувајќи и шарената опозиција, шарената револуција, кај што се изродија многу млади водачи. Јас им честитам и уште еднаш ќе апелирам, нема да отстапиме ни 1 милиметар. Јас да ви кажам, јас сум пензионер хирург. Ако јас секој ден протестирам, јас не протестирам за мене, ја протестирам за народот, за младината, за еднината на овој народ. И мислам, на ова ќе му дојде крајот. Се надевам дека сите ние и вие ќе бидеме сведоци што наскоро нападот на овој режим во една мала држава, така наречена Македонија од некои си, но македонци кои не отстапуваат. Пазите, мала шака на народ, ние сме една шака народ, ама не отстапуваме. И се надевам, таа победа и падот на овој режим ќе дојде што позгоро. Даваме, значи, целосна поддршка на шарената револуција. Баравме да се укинат изборите, кои треба да бидат фалцификат. А ќе речеме зашто фалцификат? Бидејќи едно лице неколку пати се јавува со исти лични карти на различни места на гласање. Тоа убаво го знам, бидејќи работев во Министерството за внатрешни работи, за жал во управата за управни работи, каде што сликав одредени лица со многу лични, каде што ги менјаваа своите податоци. Затоа бараме да се пречисти избирачкиот список, да има фер и демократски избори. А се надевам дека брзо оваа влада, така кажано фашистичка, како да кажам, влада на пропаст, брзо ќе падне. Ви пречат ли блокадите? Не. Господине, ви пречат ли блокадите? Ни пречат многу. Ајде, ще знаеш. Ходи без.